Почитувани добро вечер. Ја следите новата сезона од емисијата Став. Наш вечерашен гостин е магистар Сонја Цветковска, професор по историја. Господја Цветковска, добро вечер и благодарам што одвоите време за вашето вечерашно гостување во студијата на телевизија Глас. Добро вечер и од мене. Поздрав до гледачите и огромна чест и задоволство е што токму со мене ја почнувате нова сезона на емисијата Став. На прагот сме на првото 3 месеци од новата учебна година, но јавноста се уште ја брануваат старо-новите проблеми. Кој е вашиот став околу случувањата во образованието? Пред се мислам на новата концепција за основното образование, спојувањето на неколку предмети, сродни предмети во еден, меѓу кои и предметот историја, учебниците и слично. Да, така, благодарам за прашањето. Ова нова концепција, незиното промовирање, за жал, отпочна пред неколку години, односно од преходната министерка Мила Царевска, каде што не беа соодветно консултирани, ниту се отворија дебати со фелата, со просветниот кадар, понатаму родителите, учениците и така натаму. И не само тоа, туку едноставно имаме вештачко спојување на предмети како што историја и географија со граѓанско општество и други предмети, каде што се девастира образованието, каде што наставничкиот кадар кој отпочна ова учебна година со реализација на истата се соочува со огромни проблеми. Ние постојано укажувавме од Централната комисија за образование и наука на ВМРО ДПМН уште тогаш и ја повикувавме министерката на дебата понатаму преку и плюс и преку нашето здружение на историчари и јас и мојата маленкост и другите историчари и другите колеги, каде што заземавме став дека треба да седнеме на маса и да видиме, да донесеме, нели, она што е прифатливо за сите. Едноставно програми да ги носиме под претекст дека се од Европа, а во тие држави да се изучува предметот историја во сите училишта, па и во стручни, 4 години не држи. Целта беше друга, значи да се предметот сведе на, да не речам на минорност, да се изучува кус период, односно сега се отпочнува со историја 36 часа, после тоа географија и 10 часа граѓанско општество. Значи 62 часа колегите ќе предават до месец февруари историја, понатаму до месец мај географија ќе учат учениците, ќе слушат предавање, а после тоа у тој друг временски период, нели, граѓанско општество. И тука сите училишта, наставничкиот кадар, директорите се најдоа во незавидна состојба, бидејќи добија само препорака и напасивија како тоа да се спроведува од Бирото за развој на образование и наука, каде што немаше ниту подпис, за да утре кажат не сме ние криви, тоа некој друго правел. Очигледно проблемите што ги остави Мила Царевска, сега ресорот го води, нели, ДУИ, односно кадарот на ДУИ, министерот Етон Шеќири, веројатно и недоволно координиран, а понекогаш остава печаток во јавноста дека и не е доволно брифиран, за да во една изјава непосредно пред почетокот на учебна година каже, беше така конфузен доста, дека ќе видиме до година што ќе се случува, оти самиот е свесен дека вака не оди и дека не можат професорите да изведуваат некои други активности, шах, не знам, нешто по она што ние на времето го викавме домаќинство, или да бидат со 15 часа или 10, а да седат по 6 или 7 часа во училиште, за да тоа го девалвира образовниот процес и да професорите, наставниците се почувствуваат нели, не доволно ангажирани или она што пројавува во јавноста ќе земат иста плата. Па тие почитувани колеги не избрале да седат и да вршат други активности. Тие се образувани за историчари, географичари, за граѓанско општество, за физика, хемија и така натаму.
Што се однесува до содржините на предметот историја, дали имате тука некои забелешки? Секако. Значи, содржините во трето оделение и во шесто оделение, поточно нели од тогаш се почнува со предметот историја, сега поново, како што се порано се викаше природно општество во четврто оделение, а сега во шесто оделение историја, географија и општество, практично или историја и општество, како што првично го нарекува, па подосна ги ставија сите три предмети. Исто така заговараа дека ќе има една оценка и тоа видоа дека нема да може, па ќе има три оценки по сите три предмети, а ќе се смета како еден предмет. Тотална конфузија, хаос се создаде, каде што содржините што ги изучува учениците во шесто оделение и во седмо, што подоцна кај нас во гимназиското образование или во средно стручно се изучуваат во прва година, ќе бидат со многу мал содржини за античка македонска историја, туку учениците ќе учат повеќе за антика на соседски народи. Кои според вас се алтернативните решенија за решавање на главниот проблем со наставните програми и учебниците? Дали можеби едно од алтернативните решенија е најавената тужба против МОН, односно државата од страна на Комисијата за спречување и дискриминација поради недостиг токму на учебниците? Така, слушнавме деновиве дека посочената комисија за спречување од тортура и дискриминација, законот мислам дека беше изготвен и од помлади правници, го промовира, а сега и тужбата е пуштена, со тоа што со право, бидејќи од 123 учебника, вкупен број за учење или следење на наставата во основно образование, 43 недостасуваат. Со Конвенција за човековите права во Страсбург и првата декларација за правото на човекот, донесена уште далечна 1789 по Француска буржуазска револуција, или Конвенцијата или Декларацијата за човекови права пред Уединетите нации, во првата преамбула стои дека основно право на детето, на младиот човек е право на изучување и образование. И согласно нашиот устав, истото тоа стои. Значи, учебниците требаше да бидат дистрибуирани до 15-20 август и еве нека биде и 1 септември. Мислам дека тука има и друг проблем. Она што сега деновиве слушам дека историската комисија се уште не решавала по сите точки, многу стана конспиративна, затоа ќе зборуваме малку и подоцна, и дека затоа не се пишувани учебници. И не само тоа, туку не се јавуваат ни автори на самите огласи, бидејќи никој неќе да пишува за некој наставен план и програма каде што не содействува со нашиот национален идентитет, култура, историја и така натаму. И сега деновиве министрот помна дека ќе бидат до време на викенд, преходен викенд, нели, доставени, дистрибуирани учебниците, но слушаме дека од тоа нема ништо. Исто така и свидетелствата минатата година учениците наместо во јуни ги примија на 1 септември, така натаму, и како се она друго, веројатно и не може да се договорат за тендерските постапки, бидејќи приметивме дека сите учебници се печатат во печатница во Тетово, и да не ви зборувам за тоа, например, историја за трета година гимназиско образование, колку има технички грешки, оние карти историски обоени, да не должам, мислам квалитетот е намален, но битно е да во тендерите бидат во 4 очи изберени. И веројатно и заради тоа тие постапки доцнат, и најверојатно и заради тоа немаме денеска учебници ниту во основно, ниту во средно образование. Каква е вашата визија и цел за подобрување на воспитно-образовната компонента на градење и оформување на една млада личност? Секако дека ние како ВМРО ДПМН и членови на Централната комисија за образование и наука деноноќно работиме и ги следиме сите збиднувања, сите оние нови стратегии, закони што ова власт на СДСМ и ДУИ ги донесува, ги промовира и си ги носи сама за себе, неприфатливи ниту од родителите, учениците, ниту од наставничкиот кадар. Така да
пред известно време прочитав од Агенција за заштита на децата, едно здружение, фрапантен податок каде што се вели дека од 1000 испитаници на деца тинеџери, нели, до 15 годишна возраст, дури 45% пројавуваат анксиозност и депресија. Тоа е веќе алармантно. Тука треба да се сменат многу нешта, значи недостасува воспитната компонента од градинките во основно, во средно образование. Не можеме ние децата да ги оттуѓиме и да ги абстрахираме од духот на времето или масовна култура што ја носат сите овие дигитални алатки, интернет, мас медиум и така натаму, но она денеска што го нарекуваме масовна култура, за кратко време ќе стане и масовна некултура. Ние имаме златни деца, тоа се добри деца. Децата треба правилно да се координират и да се насочуваат. Значи, ќе мора идната влада на ВМРО ДПМНЕ, ние како комисија тоа го заговараме и секако дека ќе биде донесено преку разни работилници, преку деленскиот час, преку класен час, да и преку други предмети, предметните професори издвојат барем 5 минути за воспитната компонента. Да децата не ни одат во спортски обложувалници, туку да одат на спортски терени, да учат, да се образуваат, да се дружат, да се почитуваат, да еволуират. Се извинувам. Како член на Централна комисија за образование и наука, каков е вашиот став во врска со предлог законот за родова еднаквост? Да, тоа алармантно се расшири низ Републикава пред известно време. Тоа е стратегија сушност при Министерство за труд и социјала, стратегија од 2022 која треба да се спроведе до 2027, каде што се зборува за родови идентитети, односно да имаме влијание врз нашите деца преку наставни планови и програми, уште од градинка, во основно, па и во средно образование, значи не се таргетирани само по возрастните, туку и по малите деца, да прифаќат некоја нова нормалност, односно ненормалност, да им биде нормално да жените, односно жени во наводници, нели да станат мажи или обратно, некои да нема родови стереотипи, програмата е правена да девојчињата се облекуваат како машки или обратно и така натаму, дури во член 6 став член 4, пардон, став 6 пишуваше дека децата мора да бидат отфатени од 0 до 18 години, поточно нели како што кажавме од градинки така натаму и на реакција на јавноста, на наша реакција, министерката нели тоа го тргна, го нема, гледаме на сајтот на Министерството за труд и социјала, но остануваат програмите кои тие веќе ги вклучија во градинките, односно и во основното образование со учителките да работат од прво до 5 оделение и јавноста можеше да се увери за прашања и одговори некои многу чудни наметнати кои не содействуваат со правилното воспитување и насочување на нашите деца. Ние не треба да влијаеме на нашите деца во таа насока, бидејќи тоа се девијатни пројави и јас верувам дека идна влада секако дека ова ќе го тргне и тоа нема да влезе, ветуваме, нема да влезе во наставно-воспитниот процес. Господја Цветковска, имаме евидентен билатерален спор со Република Бугарија и делување на заедничката комисија за историски прашања. Каков е вашиот став во врска со наметнатиот, да кажам, спор? Може ли да ни изнесете некои историски податоци, факти? Така, ова е веќе позната работа, тоа сме сведоци нели неколку години наназад и јас имам зборувано на оваа тема токму во ова студио. Со тоа што состојбата ескалира во последно време, бидејќи во одсоседство имаме разноразни емисари кои ја обиколуваат нашата држава, Република Македонија, каде што се отвара клубови на контроверзни фашистички личности, каде што ние имавме соодветна реакција. Секогаш превенираме и како партија и како Централна комисија, доста работи издействувавме.
Исто така, но ние не можеме да ги спречиме емисарите кои одат во Голо брдо, Мала Преспа во Албанија, каде што тамошното македонско население, кое со векови се изјаснува за македонско, да го разобедуваат дека е бугарско и така натаму. Ние одиме на тоа и градиме добрососедски односи, ние како политичка партија и како Централна комисија, јас и како историчар и како човек, гледам со коегзистенција кон блискиот народ, но тамошната политика, нели, владина, е негаторска по наш идентитет, историја, јазик, и со тоа практично ние како народ сме навредени. Јас лично го доживувам тоа многу емотивно, и сите наши македонци денеска во 21 век да некој ти го спорува идентитетот, јазикот, историја, култура, тоа е непримерно, неубаво, тоа е голем греф. На еден народ кој си ја црпи историјата уште во антика, па јас обично, моје лично мислење, тоа го велам вака, ако нашите почитувани соседски народи што не оспоруваат, ако сметале дека се македонци, имале време да се наречат македонци пред век, 2, 3, па ние денеска да се докажуваме кои сме, што сме и кој е поголем македонец. Тоа не е така, нормално, свесни сите за фактичката состојба и за нашите национални пројави кои датират од антика уште, каде што античките македонци се идентификува со македонско сонце, звезда по штитовите, тоа го нема атинските полиси, Атина, нели, Корин, Теба, да не ги редиме сите. Ако тогаш на балканските простори живеат ракици, македонци, пајонци, пелазги, мигдонци, бисалти, крестонци, најразлични, и сите под водство на династија Аргеади, подоцна и под водство на Александар Македонски, кој што сакаше да го поврже Балканот и Истокот, и уште тогаш одеше през своето време, замислуваше една голема заедничка Европа, но нели почина многу млад, на 33 години, каде што античките македонци изборува посебен јазик, култура и така натаму. Каде што во средниот век Кирил и Методи, нивните ученици, Климет и Наум, што беше и спорно, и ете тие 5 личности, за жал, со се цар Самуил се договорени веќе во заедничката комисија за историски прашања, да се чествуваат заеднички. Тие се словенски просветители, но родени во Солун и се, нели, уште тогаш пројавувале во 9 век македонска припадност и како такви се чувствувале, и најверојатно заради тоа најчесто твореле во Охрид и Девол. И не само тоа, и во натамошниот период на средниот и новиот век, сите наши дејци, поети, револуционери, како што се Кузман Шапкарев, Григор Прличев, Константин Миладинов, Димитар Миладинов, брат му и така натаму, сите твореа за македонски словени, како што тогаш, нели, припадност на народ нација е од 19 век. Не заостанувавме зад западноевропските нации, каде што прво автоктоно востание македонско беше Разловечко, а подоцна и Кресненско со македонски устав и правилник, каде што повторно имаме мешање на соседската бугарска држава, бидејќи по Берлинскиот конгрес од 1878 година ние сме се нашле, нели, во повторно поделени, односно сме останале се уште под османлиската власт, така да паѓа во вода Сан Стефанска Бугарија, но по се изгледа се уште тие нивни аспирации за анексија и слично траат ден денеска, но зборот ми е дека и тогаш македонецот си ја чувствувал посебноста и си ја пројавувал преку најразлични творби, писанија, како што ги викале у тоа време, историски записи,
За да сето тоа подоцна кулминира преку Илинденското востание, па нели Крушевската република како прва република на Балканот, за да подоцна учество во првата Балканска војна, учествуваат нашите прадедовци, се надеват на автономна, слободна Македонија, не ја добија. Не ја добивме за жал, бидејќи на 10 август 1913 нели бевме поделени со Букурешки договор и така натаму. И тука да споменам за, значи тоа е веќе на прагот на 20 век, повеќе од еден век, да нашите предци, нашите македонци, нашите почитувани публицисти, револуционери, историчари, у тоа време праќале апели, меморандуми до политичките елити на Европа, до Лондонската мировна конференција, подосна и до Париската мировна конференција, каде што и ке го споменам Димитрија Чуповски, родом од село Папрадиште, Велешко, македонец, роден во Македонија, првпат ја објавува пред очите на европската и светската јавност обоена карта нели на обедината етничка географска Македонија со сите 3, односно 4 дела. Понатаму ќе го споменам Димо Хаџидимов, неговите апели, меморандуми. Многу малку луѓе знаат дека истиот тој се наоѓаше и на дента на загинувањето на Гоце Делчев во Баница. Беше близок соработник и на Јане Сандански, македонци големи, кои се бореа за автономна, слободна Македонија, каде што истите тие, во сите меморандуми, апели, што ги праќаа до европската и светската јавност, секогаш пишуваа дека ние не сме ниту грци, ниту бугари, ниту срби. Да ние сега, после век и повеќе, повторно се докажуваме, се правдаме, тоа е непримерно, тоа е неубава работа, тоа е незамисливо нешто, голема неправда се прави, така да јас обично велам дека маките на македонецот не престанале, за жал траат се уште, како што и маките големи беа низ историјата и на еврејскиот народ, на македонскиот народ, и се уште нели се соочуваме во овој наш регион, во наша балканска констелација со тие работи. Сакам да напоменам до пошироката јавност дека за жал историската комисија во последнава година, она што следиме, јас лично како историчар, конспиративно ги држат своите седници, така да и вие новинарите немате увид во тие нешта, ниту јавноста, и се плашам дека ние еден ден ќе се разбудиме со бугарска историја, дека ние ќе станеме бугари или не знам што, со тоа што само ќе ни сервират, ќе кажат не, па еве таа историја е заедничка, споделена, ние немаме заедничка историја, ние си имаме одделна наша историја. Ако некој некого треба да го спори, тоа најверојатно сме ние, но ние сме кроток, чесен, миролюбив народ. Ние никогаш никого не сме оспорувале, никогаш не сме кренале рака на никој. Секогаш сме биле во овој наш регион за миролюбиво решавање, коегзистентност, за сите прашања, или ова сега прашање билатерално, ама не е билатерално, туку договорот за добрососедство и сите оние нешта што се таму забележани и она што го заговарат и барат влегување на бугарите во уставот е веќе ставено во преговарачката рамка. Магистрирав баш на тој дел политички безбедносен систем на ЕУ, евроинтеграции, и сум ги следела сите договори меѓу Германија, Австрија, Словенија, па никаде не пишува таму историски комисии постоеле, тоа е точно, и меѓу Германија и Франција, во ред е тоа. Нели сега германците преку мостот на Рајна се одат во Франција, тоа е се убаво и е во ред. Но никаде во ниједна аспираторска држава земја членка, сега што се членки, историските комисии не менувале идентитет, јазик и култура. Така да ова што се прави сега од страна на источниот сосед и со она што го бара СДС за влегување на бугарите во уставот, прво, еве, основно прашање, зошто не се признаени нашите македонци таму? Па само на попис од 1956 таму 178.000 се изјаснија за македонци. Каде е тој реципроцитет? Каде се оние сите пресуди од Страсбург пред Европскиот суд за правата, зошто не ги проследат, значи, зошто се прават некои пропаганди
па дури преку, гледам и учениците реагираат, истражуваат на Википедија, Википедија велам да иземеме, но наоѓаат и прашуваат се, вика професорке на бугарски јазик, наши револуционери станале бугари, тоа си ги они присвоиле. Тоа е страшна работа. Значи, ајде да направиме една реконструкција, една паралела. Ние сме, јас и вие и сите, целата јавност, сведоци на денешните случувања меѓу нашите соседски народи за негација која ни ја вршат. Она што сме го учеле во историја, еве јас како ученичка, како студент и така натаму, и кога сум ги читала овие работи, понекогаш сум се прашувала, ево јавно кажувам, како тоа толку сме имале асимилаторска, негаторска политика од страна на соседството. А сега кога ние тоа го доживуваме и сме нели очевидци на овие настани, практично си велам, кога сега во 21 век ние ова го доживуваме, како ли им било на нашите дедовци, прадедовци со справување на сите оние околни пропаганди кои не секогаш биле само политички образовни, туку биле и вооружени и така натаму. Сигурно дека не било лесно. И затоа ја повикуваме историската комисија. Ја не знам чија е таа комисија. Таа комисија нема минување ниту од нас. Со председателот Драги Георгиев од комисијата што ја води, јас лично имам соработувано порано при Институтот за национална историја. Сум имала прилика да учам од наши познати историчари, доајени, и ги поздравувам во ова прилика. Доктор Чепрганов, доктор Чакарјаневски, доктор Васил Јотевски, професорка Вилета Ачковска, професор Наташа Котлар, еминентни историчари, кои секој пат се изјаснуваат и ја пишуваат вистината историска, односно историографија треба да се толкува веродостојно, не да ја искривуваме, не да пишуваме нова историја. Мене ми е жал ова што се случува со Република Бугарија. Верувајте дека е така. Како може ние да ги сметаме бугарите од 41 дека биле администратори, кога тука тие убивале, кога мене мојата баба која имала неколку години, 5-6 годинки, ми кажуваше дека ова се извинам од Прва светска војна, нели како било, бидејќи Бугарија тогаш беше ова за јавноста, нели, под централни сили, секогаш Бугарија се наоѓала на погрешната страна, и во Втората светска војна ми раскажувале моите како било тешко, како бугарите ги малтретирале, имало убиства и слично. Тоа не го правел бугарскиот народ. Туку тоа го правеше тогашна фашистичка влада, нели, они пристапија контролниот пакт. Тоа е така. Но моабетот е како ние сега ќе ја менуваме историјата. Тие првенствено сака да ја сменат, нели, историјата на Балканот, во нашиот регион, а исто така многу опасно играат и со светската историја, европската и светската. Како кога тие се запишани во историските мемуари на светската историја дека учествувале контролниот пакт, пред тоа централни сили, па во Втората светска војна тие требаше да исплатат 25 милиони војни репарации на тогашна Југославија на чело со Тито, на Македонија. И видете, јас тука во ова студио ја спомнав таа Бледска спогодба, сигурно не се сеќавате, но знам ја спомнав, 47-ма, каде што на бугарите им беше опростена таа воена оштета, да не ја платат, само и само да ги признаат, нели, националните, социјалните права, културниот идентитет и историскиот на нашите македонци што живеат таму, и за среќа неколку години, 3 години, нели, ги уживаат тие благодети што им следуваат по самото раѓање. И пак ја речам, за среќа ги донесовме и посмртните останки на нашиот дојан, нашиот почитуван револуционер Гоце Делчев, и тука практично со самото тоа видоизминување на фактографската меморија сакат да побрзат сега, не знам, пред да влеземе во ЕУ, да не направат, нели, она народ, нација без историја, као да немаме ние
евоцирање на спомени, фактографија и така натаму, безброј историски записи, мемуари, петиции од Ѓорче Петров, Петар Попарсов, да не ги редам, имаме илјадници наши револуционери, значи наши почитувани и поети Венко Марковски, Коле Неделковски, Ацо Шопов и така натаму. Толку богата историја, пребогата, и сега некој нам да ни ја краде. Значи, ние никој пат во историјата не сме краделе туѓо. Ние сме си наши, свој на своето, и ние сакаме овие 25.713 што ни останале, сушност да си ги сочуваме, да си живееме мирно, достоинствено со сите соседски народи, да си имаме добри односи. Па ние знаете, нели, кога бевме во помлади години и често пати одевме, така ни беше и поприфатливо и на одмор во Бугарија, се сеќавам во Несебар, ќе го спомнам тоа кај што бевме сместени, да бабата ни каже: јас сум синко македонка, уште од времето на Галјанска војна или по Втората светска војна, екзодус, овдека, вика, има над 100.000 македонци. Значи, ние сме раселени насекаде во светот. Јас обично велам, повеќе македонци има вон Македонија, каде што со најразлични договори, преговори, нејски, северски, каде нети сме се нашле и со егејската бегалска криза, екзодусот и така натаму, или Полинденското востание, малку луѓе знаат дека нашите заминале за Америка, за Австралија, уште тогаш си се веки повеќе таму. Така да не има многу, тие сме, ние никого не негираме, ние си се почитуваме, и ние сме Европа, јас тоа обично така го велам, ние сме дел од Европа, ние сме направиле многу за Европа, и не сметам ја за потребно, како што сака тоа да го представат од политичката партија сега на власт, СДС, дека ВМРО ДПМН е против. Па ние први бевме за независна самостојна Македонија. Први бевме и сме за интеграција на Македонија кон европското семејство, каде што се почитуваат сите европски вредности, каде што Европа не спојува држави, Европа спојува народи. Ние сме народ. Поимот нација подоцна ќе излезе. Ние сме македонски народ и сите наши права ќе ги уживаме во ова наше парче земја. Деновиве актуелни се измените на кривичниот законник за злоупотреба на службената положба и злосторничко здружување, но и за амнестија. Измените предизвикаа сериозни реакции во јавноста. Вие имавте можност во минатото да управувате и со казнено-поправната установа затвор Куманово во Кршање. Еве, кажете ни, кој е вашиот став околу овие измени на кривичниот законник? Така е. Не само сега што има вакви измени, односно, нели, со кривичниот законник се прават напори да ги донесат тие закони, туку тоа беше исто пропратно од самиот почеток на нивно владење. Ако се сеќавате, да посетам малку јавноста, през 6-7 години тие ги испразнија затворите. Не знам, донесоа некои аболиции, амнести, веројатно во должничко робство со ДУИ, со криминално поземје и така натаму. Па слушнавме за 200 издадени пасоши, тоа го нема никаде, тогаш влада цела требаше да си даде оставка, каде што се барат со Интерпол. И каде што жртва беше некоја службеничка или не знам како. Знаеме тоа, од каде оди и кој е главата на истото. Тоа исто и сега го прават. Со овој закон практично тие сакат да ослободат добар дел, а кој е право им е тоа, бидејќи добар дел од осудените лица, бидејќи тие се веќе осудени со правосилна осуда, пресуда, и се наоѓаат таму кај што се наоѓаат, во казнено-поправни, воспитни установи и така натаму. Па за жал и тоа е за луѓе. Значи, луѓето што се огрешиле пред законот, ние треба да настојуваме да ги ресоциализираме. Во тоа време ние во затворите, ако се сеќавате, воведовме обука која беше нормално под покровителство на Министерство за образование и наука, каде што обучивме доста пекари, машинобаравари и заварувачи. И затвор Куманово беше прв
по тоа, имавме европски мисии доваѓа, имавме признанија. После отпочна и другите затвори. И верувајте, тоа го правевме неколку години, осудените лица се ресоциализирани и тие се граѓани. Граѓани кои работат тука, кај нас, а некои за жал заминали на страна. Оти добиле сертификати за пекари, некои во Хрватска за заварувачи, така натаму. Така ние можеме да им помагаме на луѓето. А не да им помагаме со тоа да донесуваме закони каде што ќе им ги скратиме, нели, осуденичките денови, каде што се и подложни во затворите, не велам дека не, сепак постои тоа, затворска инфекција, каде што има корупција, каде што сега што се прави во затворите, она што можам да го знам и што може да излезе во етер, што го следам, е страшна работа. Каде што сушност се прават и спискови на лица кои веќе со овој закон очекуваат да излезат. Па каква порака праќаме ние и до младите и до сите други? Некој што се огрешил, нека си одлежи. Тоа се луѓе, биле почитувани, значи тие треба да ги уживат сите човекови права таму, но најважна е компонента за ресоциализација. Но со овој закон, со закон за амнестија, за помилување, сега нели ингеренциите сака да му ги одземат на преседателот на Република Македонија, тоа е се со претекст и со цел, тие сакат да се амнестираат сами себе, не да амнестираат други, или сите оние криминали, корупции, законот за јавна набавка и тендерски документации да ги прават на некој свој начин и вака во 4 очи. Ова се сака на брзина, бидејќи се во заминување неколку месеци пред заминување на ова власт на ДУИ СДС. Со тоа, велам ДУИ, не велам СДС и ДУИ, со тоа што сакат да се обезбедат да утре сите службени злоупотреби што ги правеле функционерите се иземат со тоа или да поминат со поблаги казни. Тука имавме реакција и од Европската Унија, таму закони под вакви со европско знаменце. Тоа е незамисливо. Таква практика не постои. Ова е за јавна осуда. Од јануари едната година платите на функционерите повторно ќе се зголемат. Годинава беа зголемени за дури 78%. Од друга страна пак протестира судската администрација, протестираат пензионерите за повисоки пензии, незадоволни лозари, незадоволен обичниот граѓанин поради последните поскапувања на огромен број основни прехранбени производи и продукти. Кој е вашиот став? Така е. Констатацијата дека веќе сме сведоци, веќе неколку месеци функционерите си ги покачија платите, енормно, непримерно. Ова власт никогаш не била народна, бидејќи дојде со државен удар. Јас тоа така го гледам како историчар, тоа беше пуч удар. И што можете да очекувате од таква власт? Од таква власт кога го променија името, иако референдумот знаеме како заврши, како се произнесоа нашите граѓани. Не само македонци, и од другите припадности. И што може да очекуваме? Си ги зголемија платите, да, пак ќе речам за осуда, но тие откако дојдоа на власт, си ги зголемија и функциите. Поточно, да појаснам, во предизборна програма ветува ќе ги намалеле министерствата, да нема толку трошоци, буџетски, така натаму, јавна администрација претрупана. На секој заменик, директор републички, општински, не знам во кои таму се не институции, на заменик направија заменик. Знаете колку пари се одлеваат од државниот буџет? А сега со ова покачување и она што следи од јануар, тоа е крајно неодговорно. Имаме најнеодговорна власт, најкриминална, корумпирана власт во историјата на Република Македонија. Тие знаат дека се на крај, осудени се од јавноста, оттаму и нивниот рейтинг, како што можеме да го видиме деновиве. Слушнав изјава на нашиот почитуван преседател, господин Христијан Мицкоски, кој што рече дека по доаѓање на власт на ВМРО ДПМН, дека платите ќе бидат намалени, ќе се најде нели соодветен начин како тоа ќе се направи.
Инаку, за поскапувањата, за протестите, тоа е во наше обкружување, ние живееме со тоа. И си велам, дали сакат со тоа тие да постигнат она повисока, за жал, политичка цел, за она должничко, некои нивни должнички доверителски односи со ДУИ и со инсталирани други структури или со некои однадвор инфилтрирани интервенции странски и со тоа да го направат македонскиот граѓанин. Сега сите сме обединети, нема тука албанец, србин, бошњак, сите сме исти. Со тоа да ние се занимаваме со преживување, да не ги гледаме другите нешта што ни ги сервират и прават. Бидејќи одамна цените на прехранбени продукти, она што јас следам, падна во Европа. Ако и се нивните плати, значи тие тоа може да го издржат. Ветија на пензионерите, и тоа недоволни, мизерни 6,8%, пред тоа знаеме како што им зедоа, и сега на крај испадна 5,3%. Значи, македонецот, македонскиот граѓанин е ставен на работ на преживување. Штрекува, да, и судска администрација. Еве, нели, се фалија дека ја покачиле платата во образованието. Тоа се наши пари, ништо они не ни качиле. Тоа се пари што ни ги зеле и не ни ги дале изминатите години, односно инфлацијата си го направи своето, па јас обично велам, наставничкиот кадар не се ни радува на тоа покачување, ако знаеме во кое време живееме, со каква скапотија, немаштија, немање на учебници, материјали, каде што родителите се принудени да копират, значи, а нели образование бесплатно, тоа што владата на ВМРО ДПМН го приушти во изминатиот период и бесплатен превоз и така натаму. Така да, сите овие работи, кога утре ке нели владата на ВМРО ДПМН и коалицијата ќе ја преземе, ќе се гледа нормално да бидат санирани, ќе имат приоритет, но направија толку огромна штета, толкава дупка и во буџетот, направија тотален хаос по сите институции, да треба многу работа. За таа работа затоа и работат и нашите општински комитети и централни комисии, така натаму, постојано се на терен и слично. Додека лидерот на опозицијата, Христијан Мицкоски, бара лидерска средба на која ќе се договори датум за парламентарни избори и предупредува дека во спротивно ќе има уставна криза. Првиот човек на владата, Димитар Ковачевски, вели дека избори ќе бидат во законскиот термин. Зошто ВМРО ДПМН решението на целава оваа состојба во државата го гледа во предвремени парламентарни избори? Да, ова убаво го велите со ова формулација. Решението ВМРО ДПМН го гледаше уште од самиот почеток во предвремени избори, но владата на СДС и ДУИ тоа не го применува, за разлика, ако се сеќавате, од преходните влади што ги имаше ВМРО ДПМН, каде што и имаше предвремени избори, каде што граѓаните можеа непосредно да се изјаснат дали дават подршка на власта или барат некоја друга опција. Овдека не само тоа, сега ние веќе сме 6 месеци пред избори, еве и редовни, да се уште нема лидерска средба, значи нема разговори. И не само тоа, ние бараме избори парламентарни да бидат заедно со преседателски. Зошто десетици милиони евра да се одлеват? Од каде? Како тоа? Значи треба, ние имаме, ако се сеќавате, искуство такво и функционираше. Да посетам 1994 нели беа организирани заедно преседателски со парламентарни. 1999 исто заедно се организира преседателски со локални избори. Безпрекорно беше. Сега има некој пат на некој изборно место, како и за сите изборни циклуси, неправилности. И третиот пример е 2014 каде што имавме исто, нели имавме практично преседателски со парламентарни. Така да јас не гледам пречка. Веројатно тие прават некоја математика, не знам што, веројатно и не се задоволни и се свесни за губата и сето она неуживање на
нели од јавноста немат всушност доверба, граѓаните веќе не им веруваат и сакат нешто да изманипулират. И најверојатно оттаму и доаѓа тоа приближување кон поземје, да ослободуваат криминалци, да работат некои црни сценарија. Тоа не треба да се дозволи и сигурно дека ќе биде така. Исто така, на наредни парламентарни избори очекуваме да победи ВМРО ДПМН заедно со коалицијата за обнова за Македонија и да тргнат работите напред, да македонецот си биде свој на своето, да се сите почитуваме, затоа што ние сме тоа, ние не може да бидеме друго. Ние каде и да се завртиме, на север, на исток, на запад, на југ, ние секаде гледаме македонци. Тие луѓе живеат таму, поделени, разделени, но со влегување во Европската Унија ќе биде прекрасно, како што нема пасоши и контроли кога германците одат во Франција или обратно, или било кои други народи, така и ние ќе се движиме слободно кон Грција, Бугарија, сите да живееме заедно. Па ние сме луѓе, треба да се почитуваме. Господја Цветковска, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ќе има следна можност за многу повеќе теми. Благодарам многу на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ви посакувам пријатна вечер.